Почитувани земјоделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Еве не, и ова недела со нашата и ваша емисија за земјоделците, која, како што знаете, секој петок во 21 часот, а репризата на емисијата е во недела во 12 часот и во среда во 14 часот и 30 минути. Денес сме со 7-миот ден од март месец, или сме со 66-тиот ден од годината. И ден се поголем, кој е цели 11 часа и 33 минути, и се отвара оној мегдан за работа во земјоделското производство. Ние, имајќи во предвид какво време имаме, со целодневни сончеви периоди, со високи и необични температури, а сме уште зимски период од 22 март, и денес ќе го почнеме освртот за времето. Со освртот за времето укажува каква година може да очекуваме. Како тоа време, што сега го имаме, со пораната вегетација се одрази врз одгледуваните култури, ќе го слушнеме во прилогот, и нормално имаме состојби во аграрот, каде што сме згрозени од оние престрелки на политикантите, партиите, ту СДСМ, ту ВМРО, ту ДУИ, кои на вистина прават зло за државата, посебно ДУИ, со тие заканувања, немој да го чепкате јазикот, не баре сме во тирана. А тоа властите и народот го трпи и го толерира поединецот кој 20 години не презборил македонски збор, а владееше со политиката и со корупциите околу тој и околу него со луѓето. Тоа мора да се разграничи. А за таа состојба во аграрот имаме наше видување токму за тоа. И нормално пак имаме еден краток пасос за зеолитите, како тие во тој период што следува, каде што е на вистина катастрофална суша, зеолитите што и колку може да помогнат. И на крајот имаме едно опасно оболување по виновата лоза, тоа е еската, комплекс од болести, за која нешто имаме припремено добар прилог, практичен прилог, стручен, научен, за да се сознае и да се најде начин за борба против еската и заштита на виновата лоза. Тоа се воглавно содржините со кои ќе се дружиме. Доколку сме интересни, следете не, а ние пред нивно презентирање предлагам да одиме со джингл и почнуваме со освртот за времето. Рековме дека сме со 7-миот ден од март месец, значи до 22 март сме уште зима, а ние не случајно тој осврт за времето го даваме сега, каде што имаме на вистина фрапантни видувања од теренот. Со насите следења, со температурите кои се необични и целодневен сончев зрак, ние имаме потерување на стартување на вегетацијата, сега доаѓајќи од Струмица према Гевгелија, бадемот, кајсијата, некои сорти, сензибилни сорти од слива и така натаму, се веќе во полн цвет. А имаме уште 20, уште 15 на дена до корачната пролет. Значи, со еден збор имаме убрзана вегетација како минатата година, која следуваше со после тоа трагична состојба да во април месец имаме температури под нулата, а кајсијата веќе прецветена и оплодена,
и плотчиња големи, и температура од минус 8 степени успеа да ја обере кајсијата, бадемот, некои рани сорти праска, слива и така натаму, кои се сензибилни, кои беа тргнати, да тие бидат уништени од ниските температури. Тоа е тектонско прераметување кое го чувствуваме ние, бидејќи 50 години го следиме времето, за жал се случува во Република Македонија. И таквите нешта, тоа се случи минатата година, го имаме и сега, имаме по 20 дена најмалку поранување на вегетацијата. А да после тоа во април имаме ниски температури под нулата, кои се кобни за се што потерало. Бидејќи во тој период под потерувањето, водата која се наоѓа во цветот, во папката и така натаму, таа при нокни ниски температури, таа ја менува агрегатната состојба. И тука е неминовно мрзнењето на младите плотчиња, на цветот и така натаму, зависно од експозицијата и од должината на ниската температура која трае. Сите тие работи се евидентни и самиот земјоделски производител е соочен со едно големо незадоволство по однос на подлажување на дрвцата и скоро секоја година, рекем последните неколку години, 7 април е Благовец, знае да го загорчи животот на земјоделскиот производител, кој веќе во април месец дрвните видови, цветните видови од кајсија, јаболка, праска и така натаму, се веќе во фаза на цвет, а ние имаме температура од минус 80 степени Целзиусови. И тука неминовно мрзнење. Градинарското производство веќе излезено на стално место, а нема дополнително грејење, што денте имаме 40 степени во пластаникот, а ноќта имаме температури под нулата. И тука тие шокови, голем дел градинарски култури не може да ги поднесат, страдат и се губи производство. Сето тоа е завод на времето кој е евидентно. Тоа е оној чин кој го сега образложуваме, тоа е со температурите. Уште потрагично е. Ова недела, со едни мои поекзактни испитувања и контакти, констатирав дека скоро сите акумулации во Република Македонија се под технички минимум. Значи, водата во големи недостатоци уште минатата година е евидентен факт. И очекувавме зимата, есента, зимата, каде што во нашите емисии го тоа елабориравме дека долгорочната прогноза од врвни хидрометеоролози предвидува дека ќе имаме декември врнежи од дожд и снег, дека нова година ќе имаме снежни периоди со врнежи од дожд и така натаму. Сето тоа нас не заобиколи. Кај нас имавме само 10 дена после нова година сува студ од минус 14 во Делчево, тука при крајот на јануари, февруар месец, од минус 10 и така натаму, сува студ без никакви врнежи. И таквото нешто сега и неделата која е зад нас е целосно со сончев зрак и сув период. Врнежи од дожд немаме. Тие можеби ќе дојдат при крајот на март и април, проследени со ниски температури и со се, кога вегетацијата веќе е тргната. А тогаш секоја ниска температура под нулата е ризик за мрзнење и уништување на производството. Како во овощарството, така во градинарството, посебно раното градинарско производство, кое не толерира температури под нула, каде што мрзнењето е неминовно. И ова недела имав ситуација кога беше минус 14, раниот компир во Струмичко беше целосно изгорен и мораше од нови папки од земјата
да потера и луѓето да чекаат и да бидат во неизвестност дали воопшто ќе има некаков род. Но тие се надеват со оние мотиватори, прскање и така натаму, веќе има зелена маса што нуди дека ќе има репродукција на род од кој ќе бидат задоволни. Значи, оние два факта кои ги зарековме, температурата, која сега зборевме, и сончевиот зрак, а големиот недостаток на влага, каде што имаме точно голем недостаток, наместо нашите политиканти, кои се горе и го трошаат буџетот, не задолжуваат со кредити и глупости, и со престрелки АВМРО, АСДС, а дури со некои нивни глупости, да не ни го чекнете јазикот и глупости, наместо да се осврнат на едукација на земјоделците и воопшто на народот за рационално користење на водата, која ќе биде насушна потреба. Таа е потребна точно за екзистенцијата на човекот и растителниот свет. А е во голем недостаток. А ние уште се однесуваме према неја ноншалантно и ја трошиме безчувствително и безобзирно. Тоа е факт кој треба сега луѓето кои водат власта да дадат декрет. Затоа што слушам, ќе има наредби за рестрикции на вода за пиење, ќе има наредби за рестрикции и така и така. Сето тоа треба сега да се рационализира и користењето на волозарството, во градинарството и така. Системот капка по капка кој е рационален и кој троши одредени количини води. За разлика од онаа наводнување во бразди, потопување и така натаму, кај што се дво или трократно повеќе троши вода. Сето тоа не допира до тие луѓе со розови наочари горе, кои го трошат буџетот и таквото нешто е евидентно. Не сме слушни за одредени редукции или рационализација на користење на водата. Сега се враќам од Кавадарци. Нема што да кажам, коментар нема. 20 на цистерни ги мијат улиците од фероникелот од фени, правил голема прашина и тие водата ги вадаат од улиците. Вемова. И големи тонажи на вода се користи за мијање на улиците. А ние нема да имаме вода за пиење. Макар тоа и да е техничка вода, таа може да се искористи покасно и за наводнување. Но таквото нешто е евидентно, градоначалниците како шерифи се присутни на сето тоа. И ова година, со времето, ќе имаме пак проблеми, како минатата година не имавме 100 дена сушни без капка дожд. И евидентно беше трагично и во големи количини намалено производство од виновата лоза. Само Кавадарци правевме едно испитување, 10 милиони килограми штета од сушниот период. Само кај виновата лоза во Кавадарци. Рачунајте Неготино, рачунајте Демир Капија, Гергелија, Струмица, Штип, Радовиш и така. Значи, тоа е голем недостаток на производство од точно временскиот услов, од температурата, од недостатокот на вода. И тоа што сега имаме такви денови, тоа се болни денови, 22 температура во март, почетокот на март или в крајот на февруар. Тоа е нелогично, бидејќи логично е сега да имаме температура под нулата, логично е да имаме врнежи од дожд, да имаме врнежи од снег и да очекуваме богата вегетација.
А ние сега ги имаме убавите денови, кога ни требаат во април. А во април ќе ни дојдат областни денови со ниски температури и ништење на вегетацијата која е подлажена. Жално, но вистинато, но тоа е факт кој е присутен, кој го следиме повеќе години. И евидентно е тоа тектонско пореметување. Но времето како непредвидлив фактор, сега го збориме дека сакал или не производителот, стручњакот, граѓанинот, функционерот мора да се прилагодуваме према времето, бидејќи тоа е фактор со виша сила према кој сакале или не треба се прилагодиме. И сега наместо тоа, ние секој дневно слушаме високи политики, ту со американците, ту со Маđarска, ту со то, значи стопанството и аграрот, кој е на просијачки стап. Минатата недела имаше една панелна дискусија. Трагично, новите луѓе од власта навистина сакат да се постигне нешто во земјоделието. Навистина сакат во државата да се стави ред со тие коруптивни действија и тие откритија и сега за овие вложување во земјоделието, субвенциите, тек ќе се отвори пандурена кутија на нечесно работење на бившите комбинати кои паднаа во раците на поединци, кои на име површини од 800 од 1000 хектари тие земаа субвенции кои требаше да дојдат во раците на земјоделскиот производител, на творецот на храна. А тие уживаа, градеа собствени објекти, базенти, куќи и така натаму. Тоа во Струмица се случи. Собственик на 5 фирми, бивши јаки организации, тој гради во своето село базен со милион евра, куќа, а сето тоа е пари од народот, сето тоа е од субвенциите кои ги зимаат за 1000 хектара, а од нив ни 200 не обработува. Сега ќе има промени кои се најавуваат на име добиен принос да се добие субвенција. И нечестните действија да бидат и tekako опфатени. А опфатот мора да дојде, јас често го зборам тоа, таа приватизација која се изврши, тоа е тотално нечестна работа према граѓанинот, према народот и према државата. Тие поединци што уште уживаат бенефити, мора да седнат на обвинителна клупа и да кажат што направија со златни комбинати кои твореа храна, кои требаше да се трансформираат во една позитивна и здрава насока. Наместо тоа тие се распаднаа, младите луѓе напуштија државата ради таквите действија и тие се сега газди на површини што сакаат да ги обработуваат. А тоа е многу мал дел, само формално, а да зимаат субвенции за лозарство од 800 хектари, 1000 хектара или Богданци 500-600 хектари дадени на еден собственик, тој обработува 20-30 хектара формално за кобајаги, жито, сади, пченка и така натаму, а зима субвенции за 400 хектари. Тоа е евидентна работа која сега органите ќе ја обелоденат работата и секој мора да одговара за тоа што е направил. Тоа е неминовно, бидејќи земјоделието е сега донесено на просијачки стап, каде што нашите експерти или анкетиџии од Министерството за од факултетот, некој си Димитриевски, од Стопанска банка, некој си Георгиевски, 40 години црпаат пари и дневници и проекти од буџетот и некој имаше панел дискусија за промени во земјоделието, пак истите луѓе со демагогија зборат дека милиарда веќе даваме за увоз на производи, ориентирајќи се на се што се случува и она што го знам повеќе од 50 на години.
во бивша Југославија и осамостојувањето на Република Македонија, дефинитивно со она што сега се случува на ова парче земја и е неопходна целосна рехабилитација и нова трајна стратегија за аграрот. Тоа значи окрупнување на површините, обединување на земјоделците и на населението што се наоѓа во Република Македонија, без разлика на албанец, ром или србин и така натаму, да се створи единство по однос на обстојбата на тоа парче земја. А тоа парче земја, за негова екзистенција, неминовно се наметнува фактот дека храната е основа и база, а за Република Македонија стратешка најважна работа да нас не прими Европа како добри производители на храна, а за тоа имавме во една претходните емисии за тие компаративни предности по однос на број на сончеви часови, денови, по број на тип на почва, по температури, по трудолюбив земјоделски производител. Тоа е ресурсот на кој мора било која власт да е, тука немаме политички предрасуди, да обезбеди тоа што е останато, бидејќи со самостојувањето и со приватизацијата, веќе реков, е навистина направено зло за државата. Ние немаме никакви предрасуди да некого неоправдано обвинуваме. Но, човекот што ја направи приватизацијата, кој е нешто точно државата ја донесе до просечки стап, без никаква одговорност и никој не го покренува како проблем кој е настанат со уништување на земјоделието како една стратешка најважна работа за обстојбата на државата. И тоа ден порано или покасно мора да дојде, да се бара одговорноста, бидејќи тоа е поврзано со приватизацијата во комбинатите, направени се големи малверзации. И тие поединци, освен тоа што го добиле од комбинатите, тие повеќе од 15-20 години како собственици, субвенциите наменети за тој земјоделски производител што треба да фркне, тој ги добива, бидејќи има 800 хектари, на 800 хектари добива субвенции и така натаму. Сите тие работи ќе се разграничат и мислам дека тука ќе може да се стартува врз една реална основа, тоа што го реков, значи целосно согледување на обработливите површини кои стварат храна, бидејќи од осамостојувањето перманентно градоначалниците буквално со тие индустријски зони го упропастија најплодното земјиште кое ствараше храна. За некакви странски инвестиции, кои инвеститори дојдат, земат и си одат, и тука имаме навистина голема одговорност од тие луѓе кои секоја вечер излегуваа и како збореа 500 милиона, 800 милиона, толку инвестиции и така натаму. Сето тоа мислам дека е во права насока да се разграничи и да се види како е уништувана постепено, а сигурно државата по однос на нејзината моќ. А моќта во стварање на храна навистина е голема. Тоа одговорно го тврдам, затоа што Струмичкиот регион во бивша Југославија, знамо, ти беше еден од најголемите производители на градинарски култури, бидејќи тогаш бев фитопатолог и знам колкови количини храна се извезуваше комплетно од градинарството.
Знаеме што значи Кавадарци, знаеме што значи Евгелија, знаеме што значи Свети Николе и Битола и така натаму. Сето тоа може да се за многу кратко време консолидира и да тргнеме по правиот траен стратешки пат, без политички предрасуди и памфлети и гребење и така натаму и инволвирање на народот, чиста основа за обстојба на државата, без партицизам и без политики, да имаме чиста основа во која ќе се ствара нов производ и ќе има задоволство за секој граѓанин во Република Македонија. Тоа го размислувам подолго време, бидејќи сум повеќе од 40 години во аграрот, ги поминав сите оние работи и позитивни и негативни. За жал, за аграрот тоа е чист негативизам и дело на човекот кој беше бивши председател, како што реков, дека со приватизацијата тој буквално створи пихтија од оваа Република Македонија, каде што сме уште во еден таков транс. Таквото нешто мислам дека ден порано ќе се разграничи, ќе се расчисти и ќе имаме подобри денови, позитивни за аграрот и влегување во тој колосек на стварање на органска квалитетна храна која ќе одговара за нашиот и европскиот пазар. Но, ние во најавата рековме дека имаме пак еден мал пасос за зеолитите. Зеолитите, како што минатата година имавме сушен период, зеолитите во одредени моменти при таква недостаток на влага, како одржувачи на влага, како детоксификатори дадоа фрапантни резултати, а ви обеќавме дека во една од наредните емисии за зеолитите ќе имаме и поголеми образложенија комплетно за како, кога и во кои количини, во кои периоди да се користат зеолитите како една творба која е корисна за растението, да го даде генетскиот потенцијал и да има производство пред се чисто, еколошко, без токсични творби, која ќе одговара за нормалниот режим на исхрана кај луѓето. А ние во најавата рековме дека имаме и еден прилог за еската. Тој не е случаен, бидејќи повеќе години во Република Македонија во лозарството еската од година на година е се во поголеми размери. Ние имаме едно наше видување од лабораторијски аспект за еската комплетно и комплексот за стварање на еската и нејзиното ширење. Па да не должам да го погледнем прво. Денес со еден, би рекол слободно, актуелен проблем за лозарството во Република Македонија. Бидејќи знаеме дека на немали површини ја имаме виновата лоза како стратешка култура, бидејќи лозарството на вистина во Република Македонија значи нешто, поради пред се оние глобални климатски промени, ова година, освен градот, освен тие нагли температурни амплитуди, кои се евидентни, епилогот од тоа е нови појави кај виновата лоза, освен оштетувањето од град, имаме еден друг, нов, актуелен проблем кој од недела на недела голем дел лозари велат: професоре, имам венење на цели чокоти одеднаш, колабираат со секрозија и навистина 150, 160, 200 лозанки имам во мојот насад.
некој помалку, некој повеќе, но имаме експанзија на развој на оваа појава. Ние во претходните емисии го најавувавме тоа, бидејќи спецификите на времето кој ги носи се такви за таквата појава, за таа апоплексија или еска, која ја мешаат многу стручни лица и квази стручњаци, ние денес ќе се потрудиме да го уедноставиме оној суштински дел на онаа појава што имаме и секако ќе дадеме предлог за можна санација или спречување на ширењето на ова оболување. Не е на одмен да кажеме дека и минатите години во многу помали размери имав клиенти што доаѓа, собственици на винова лоза, професоре, имам 1-2 чокоти кои одеднаш беа повенати. Со се грозје и мораше да го уништам чокотот. Таа појава неколку години се провлекува, но не во размери како што ги имаме оваа година, а една од причините, како што рековме, е токму глобалната климатска промена, оние топло-ладно, онаа врнежиот дожд, па сушен период, кој е нешто го ите како имунолошкиот дел на виновата лоза како култура. Ние ќе се потрудиме да дадеме еден опсек од реален, стручно практичен аспект како доаѓа до таа појава. Свесни сме ние, лозарството во Република Македонија дојде на степен да биде зависна од производство на калеми, од Велика Дренова или од Трстеник. Каде што виоките понекој ги зима од тука, по 0,5 цент или како беше, па од таму ни враќа готови калеми со се вирус, со се еска, со се фомопсис и така, антракноза и така натаму. И мора да кажеме, оние долгогодишни насади, кои сега бележат таков рапиден чин на ширење на појавите, се должи и на неквалитетен саден материјал. Една од причините мора да се бара во тоа, бидејќи во 80 до 90% на насадите, каде што сум присутен, каде што секојдневието го делам со тие луѓе, на чокотот гледаме некоја подуетина, некомпатибилност со младиот, со калемот, касен инкомпатибилитет и појави како што е оваа, ја гледате габата, еве, таа е всушност, тој е причинителот, стериум хирситумот, во една форма каде што за некој представува како да, али не е важно. Чокотот во доле во основата кај има подуетина и дека се е во ред. А тука е местото каде што од коренот доаѓа на надземниот дел храната. И тука се стопира многу нешта, а таа габа, ќе кажеме механизмот на нејзиното делување, како успева да она се инкорпорира, како го пушта овој ферментот оксидаза и како го плени трахеалниот дел на растението, кое треба да дотира храна, растението горе во интензивен пораст, грозјето веќе за гоење, нема дотација на храна поради зачепување на системите тука и веќе почнува колабирањето. И тука кај производителите се причинува онај револт. Ние во насадите, еве ова слика не случајно ја оставаме тука, тоа е
сликата која можеме да ја видиме во многу насади. Еден чокот овде, еден тука, па еден таму, еден подале и таквите нешта се случка. За информирање, бидејќи рековме ќе го уедноставиме проблемот да биде сватен од лозарите, од производителите, за да нема забуни. Еската кај виновата лоза причинител на тоа болување е стериум хирситум. Но, за да овој патоген успее, тука тој е синхронизиран со комплекс од други причинители кои се присутни во еден симбиотички однос кај кореновиот врат, во стеблото и тука тие делуваат. Значи, ги делиме факторите за појава на еската, на таквото нешто. Делувањето на абиотските фактори и биотските фактори. Од абиотските фактори, тука рековме, фомопсисот е значаен, каде што знаат сите производители фомопсисот како си го ние носиме со калемите, вертицилиумот, еутипата и овој Хумофлора фасциаре. Со еден збор, тие абиотски фактори делуваат многу синхронизирано врз имунолошкиот дел на растенијето. Кога дојде и абиотскиот фактор, биотскиот фактор, а тука имаме температурни амплитуди секојдневно, еве ги, имаме екстремно сушни периоди, понекогаш месеци неврни дожд, имаме екстремно влажни периоди како што ги имаме, летни долги суши и сите тие услови влијаат на губење на оној прав имунолошки дел, а фаворизирајќи го оној комплекс од чинители, патогени, да тие ја надвладаат лозата. И што се случува? Сушност, при такви услови, како што ги имаме и таквата појавата доаѓа. Значи, габата, затоа реков и ќе повторам, оние насади кои немаат сертифициран и квалитетен саден материјал, уште кај спојното место, каде што не е добра спојката, не е компатибилна, тука има чеп за трансформација на храна и ред други можности на инкорпорација и влезот на габата, второ со многу резови со макази, отвараме ние врата за продорот на габата. И габата влегува преку тие поголеми пресеци или преку кроењето и неквалитетно калусирање на спојните места, кај калемите, и тука имаме едно некомплетно спојување каде што габата ја наоѓа приликата за да го тоа реализира. И она, користејќи го тоа, се инстилира во клетките и дрвестината, дрвенастиот дел, и сето тоа таа одбрза постапка го трансформира трахеалниот дел кој треба да спроведува храна во тракт. Или по-конкретно. Значи, кога навлезе габата, таа влегува во оној дел, суштински дел во сршта, овде, и тука имаме ние еден чуден процес, каде што габата пушта, излачува
ферментот оксидаза кој ги убива клетките и потоа мицелиумот тука се шири, фруктифицира и бележи нагол раст од ова кон периферните делови на растението. И тука, за кратко време, тука веќе имаме очигледни прекратување на храната на дотација на горните делови и имаме почеток на венење. Тука сакам да ги информирам лозарите, бидејќи постојат две форми, аспекти што треба да ги знаат. Има акутна форма, каде што за ден-два целиот чокот се зафаќа и тој колабира, умира и завршен циркус. А има и хронична форма, гледате и сами, таа хронична форма, значи постепенно сушење. Прво имаме интеркостална симптоматика, гледате, значи зелена нерватура, интеркостална симптоматика која фактички коренот ги покажува оние први знаци на овие појави кои ги имаме во ова. И покасно, за одредено време, еве таа една типична хронична форма, каде што лозата постепенно добива, ако е некоја црна сорта, добива некоја лила боја, некоја шаренило, хлоротична и така натаму, и тука веќе имаме целосно пропаѓање на целосни чокоти. И голем дел од производители сега се во небрано, бидејќи сите препорачуваат нешто како, колку, што, да се крои, да се прска, да се бања. Тука, од таквото нешто, каде што имаме веќе целосно уништено ткиво на спроводниот систем, тие целулозни состојки и зидовите на клетките се целосно уништени, тука веќе трансформација на храна нема. И таа зона горе веќе нема опоравување. Пример, тој чокот ако е сечен би изгледал уште погрозно, со уште по закафенување на нештата, каде што доминира со тој фермент оксидаза, кој се шири и го зафаќа целосно дрвенастиот дел од пресекот на самото растение. И крајниот епилог, производителот губи принос, губи се и ја губи онаа суштина, бидејќи овој лозов насад, ако е 8-10 годишен, тој влегува тек во една полна родност, каде што треба да ја враќа инвестицијата која ја има вложено земјоделскиот производител, лозарот. А тука тој ова недела бе фрапиран, кога од Неготино ми дојде човек, вика: професоре, имам преку 160, друг ми вели преку 250 чокоти целосно уништени, увенати. И тој ќе мора да ги отстрани. Тој губи тонажа ова година и губи понатаму. Сега да се сева тек кален, тоа нема никаква шанса, мислам, есента и така натаму. И затоа нашата првична појава, мислам, препорака, би била при набавка на саден материјал од винова лоза треба да се почитува хигиенско-техничкиот и здравствениот аспект. Значи, прав компатибилен кален. Ние веќе мора да кажеме една вистина, во Неготино веќе имаме фамилија која произведува квалитетни калеми, која делот, поединци сакат тоа да го омаловажат, но се работи за еден чесен, честит пристап, каде што технолошки тие во следниот период ќе се
надоградат со квалитетни стручни калемари, со квалитетна сите стратификала и така натаму за производство на квалитетни калеми од винова лоза. Тоа е една од препораките за напред. Доста беше Велика Дренова или Трстеник или било дек од каде од друго место да ни даваат калеми кои веќе го имаат патогенот, кој за жал после 6-7 година, 8 почнува со таквите симптоми и со таквите појави. Но мора да знаеме дека тоа е од самиот почеток. Значи, патогенот е бил присутен уште од самиот почеток, од самиот калем, каде што не е добра спојката, патогенот бил во една латентна форма и сега кога дојдат такви строги услови на подолги суши, растението колабира, го губи имунитетот и тука веќе плен е на таквите појави. Мора да кажеме дека тоа не е појава само во Република Македонија. Имам контакти со Бугарија, имам контакти со Србија. Точно со луѓето кои ги произведуваат калемите и кои се повикуваат дека тие не се виновни, бидејќи тие произведуваат квалитетни калеми. Ако е тоа така, болеста не доаѓа од било од каде, значи патогенот мора да е присутен, да му се створат услови и да тој покаже одма симптом на напад на чокотот. Тоа истото го имаме во милион случаи во градинарството, здрав семенски материјал, а он има вирус и гледаме после тоа и заштитувано растението и се, од семенскиот материјал вирусниот корен го шири вирусот после тоа преку вошки, преку трипси и така натаму се шири по целиот насад. Значи со еден збор, една од главните наши поенти на таквото нешто, за да се спречи понатамошни такви хавари и губења, неминовно е да имаме ние здрав, сертифициран материјал, сигурен и сортен, кој ќе ни даде една сигурност за подигање на овошниот насад, кој има своји трошкови и трошковници за неговото подигање. Мора да кажеме дека, кога ќе погледнеме Европската заедница, има контакти, таквите случаи ги има и во Германија, таквите случаи ги има и во Шпанија, таквите случаи ги има и во Франција, каде французите доскоро ја користеа како натриум арсенитот, го користеа како еден многу ефикасен лек за еската, но тој доби забрана за производство и сега во поново време имаме во европски размери препаратот Ескудо, кој навистина применет во правите моменти, почетокот на вегетацијата, тој фактички го санкционира секако можно инфективно делување на еската, заедно со фомопсисот, со вертицилиумот и со еутипата кои комплексно делуваат. Исто така, во поново време постои препарат Рамин, каде што во Република Македонија тие буквално никој не ги користи, бидејќи ги немаме, хемиските индустрии не ги имат внесено или така натаму, кој исто така дава добри резултати при правилно, стручно применување. Прво има превентивен, квалитетен чин на чистење и тоа прскање после кроењето, каде што тој заштитува буквално можни инфективни процеси, чак и со стерилизација на самите инструменти, на маказите и така натаму, и дава одредени резултати кои нешто треба да се види. И во поново време има паста Нектес, што дава квалитетни резултати по однос на санкционирање на еската. Но ние ќе се поврземе на нешто попрактично, кое е нешто вредно, а тоа е да имаме
консултации со стручно лице и да таквите појави се ограничуваат и да се навремено делува со одредени фунгицидни третмани, каде што имаме сознание, дали е тоа фосетилната компонента, што многу луѓе веќе видоа дека тука на вистина се прекинува понатамошниот развој на еската, како и ервинијата, како опасности, ервинијата што е по крушката и по туњата и така натаму, но сето тоа треба проучување. За еската има уште многу да зборуваме. Ние имаме такви екзактни случаи од одредени чокоти кои ги следиме редовно. Мора да кажеме дека се работи за еден комплекс од патогени, каде што стерион хирситумот е основот, а не помалку аранжман и подстрек во уништување на квалитетно ткиво има и фомопсисот. Знаеме го фомопсисот што се прави и ние порано зацртувавме дека тоа исклучиво фомопсисот, посебно кај вранецот, како многу чувствителен, дека фомопсисот е исклучиво тој што чокотите ги ништише. Иако има таму и вертицилиум, има и еутипиелата, и стерион хирситумот. Тоа е, значи, делување на комплексна патогени кои ја ништаат виновата лоза. За да се тоа санкционира, треба. Тоа е како една необходност. Со оглед на тоа дека оваа година ја бележиме експанзијата на развој на оваа болест, која може следните години да го унакажи лозарството, која ни значи многу, необходно е, бидејќи ова што го имаме сега сознание, и Кавадаречкиот регион, Неготинскиот, Струмичкиот, Велешкиот, Свети Николскиот, Гевгелискиот, таа бележи експанзија на развој. Тука, на ниво на Македонија, необходно, ама точно необходно е да се изработи една по-обсежна програма од квалитетни, стручни кадри експерти од лозарството. Заедно со заштитарите, со користење на државните лаборатории, да се тој проект на еден начин точно проучи, да се најде начинот и целта да спречување на ширење кое се заканува за поголеми размери во догледно време да превземе за уништување на виновата лоза. За тоа нешто ние ќе имаме и понатаму одредени прилози, но од тој есенски дел. Веќе ќе мора пред кроењето да се размислува како и на кој начин стратешки да се постапи за еската, ја санкционираме, ја едноставно слистиме од можните патогени кои ја ништи виновата лоза точно во овие периоди кога е таа во фаза на плодоносење. Тоа се наши видувања за тој проблем, горлив проблем, кој го мачи лозарот. Затоа нашата препорака е секако консултација со стручно лице, што се примети 1, 2, 3 чокота, начинот како да се санкционира понатамошното ширење на таа болест, која се пренесува со кроење и со многу други вектори и така натаму. Затоа нашата помош секогаш е на располагање без никаква надокнада за тоа како да по својот насад немате таков проблем како што е еската. Тоа беше се што успеавме да припремаме за денес. Ви благодариме на вниманието со кое не следете. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.